Состојбата на терен е генерално стабилна. Надлежните институции на локално и на централно ниво се на терен и се максимално посветени да реагираат за евентуални ризици по снежните врнежи кои ја зафатија целата територија на државата. Граѓаните се придружуваат до препораките од надлежните, но сепак треба да останат предпазливи. Во наредниот период се очекуваат посериозни предизвици поради драстичниот пад на температурата, која според управата за хидрометеоролошки работи ќе достигне и до минус 20 степени Целзиусови викендов, што може да доведе до замрзнување на коловозите и потешкоти за нивно чистење. И електродистрибутивниот систем е стабилен, има помали испади на мрежата на нисконапонско ниво во руралните средини и на планинските места, но екипите на ИВН Македонија се на терен и веднаш ги отстрануваат проблемите. Ова се последните информации од теренот во изминатото денонокие, за кои денеска информира на пресконференција портпаролот на владата Александар Ѓорѓиев, портпаролката на Центарот за управување со кризи Надица Вчкова, портпаролот на ИВН Македонија Атанас Ковачевски и Анита Димовска, раководител на службата за итна медицинска помош. Апелира до граѓаните да останат во своите домови и доколку немаат потреба да не патуваат, бидејќи снежниот бран кој од вчера ја зафати Македонија го погоди целиот регион и многу патишта се блокирани и целосно затрупани со снег. Треба да се земе во предвид дека имаме комбинација на поголем број на ризични фактори, каде што покрај висината на паднатиот снег се извонредно ниските температури кои што не овозможуваат брзо чистење на снегот, односно овозможуваат заледување на истите тие снежни маси кои што се паднати, а особено сериозен предизвик јавуваат ветровите кои што постојат. Вчкова пак информираше дека сите магистрални и регионални патни правци во државата се проодни во зимски услови, но состојбата е променлива во зависност од снежната покривка и од температурата. Информираше дека автопатот Скопје-Велес и обратно, по синоќешниот застој, сега е целосно прооден. Се работи на расчистување на патните правци во неколку планински села. На неколку патни правци кои што водат до планински села, односно до села кои што се наоѓаат на повисока надморска височина, не се проодни тие патни правци, како што е вообичаено секоја зима во селата, во патните правци кон селата Танушевци, Малино и Брест во Чучер Сандево. Вакви случаеви имаме и во некои други општини, и тоа во општините Долнени, Старо Нагоричане, Кумановско, Струшко, Штипско, Карбинци, Пробиштип. Во Кочани во моментов регионалниот пат кон викенд на селбата Пониква е во прекин. Забрани за сообраќај за тешки товарни возила има на планинските превои Стража, Маврово, Пресека и Ѓавато. Во итната медицинска помош бројот на интервенции е зголемен за 1/3, но најголем дел од повиците биле за вирусни заболувања, а не поради временските неприлики. Во однос на денешниот ден, значи претежно поканите се во домашни услови, односно нашите интервенции се извршени во домашни услови. Од типот на падови, скршеници, колапси на јавно место денес за среќа немаме, што значи може да кажеме иако зголемен број на интервенции, сепак во однос на ниските температури еден мирен ден. Од ИВН Македонија апелира до граѓаните на разумно користење на струјата, бидејќи во наредните 2 дена се очекува потрошувачката да се зголеми за 10%, што е очекувано во овој период на годината, но тоа може да предизвика испади во дистрибутивната мрежа. Надлежните апелираат до граѓаните за поголема граѓанска свест за да се надмине состојбата со помали последици.